започна лизгачката сезона во спортскиот центар Борис Трајковски. Утрово деталите ги дознаваме од директорот Даниел Апостолски. Добро утро, Даниел, како сте утрово? Добро утро, одлично сум. Јас поздрав за вас и за вашите гледачи. Зборувавме пред да се вклучиме на вистина поинаков лик од она што беше минатата година токму тука на Скопското лизгалиште. Перфектни услови за сите љубители на овој, да речеме, еден вид на спорт, нели? Спортување сепак. Да, како што кажавте, оваа година навистина се потрудивме за нијанса да ги промениме работите од изминатите години, меѓутоа излезе многу подобро од тоа што предвидовме и што планиравме. Како што може да забележите, од естетски дел навистина многу вложивме во лизгалиштето, но исто така и во делот на квалитетот на мразот, кој што е можеби најважното нешто кога го зборуваме овој спорт. Можам да кажам дека луѓето кои што секојдневно го посетуваат овој објект тука, како оние рекреативци, така и луѓето од лизгачката федерација, навистина упатија пофални зборови, што за мене се можеби најважното нешто во овој случај, бидејќи доколку немаме задоволни клиенти, тогаш и не сме ја завршиле работата. Меѓутоа, ете, како што кажа, за среќа се помина одлично и се надевам дека оваа сезона ќе биде навистина успешна. Колку време ви беше потребно да добие ваков нов лик ова лизгалиште? Па добро, сигурно околу месец и половина работевме активно секојдневно тука на лизгалиштето, како со екипите кои што се во спортскиот центар Борис Трајковски, така и со луѓе кои што однадвор ни помагаат за да изгледа ова така како што изгледа, така што околу месец и половина. Мразот секогаш беше проблем, годинава ќе нема проблем од тој аспект? Па добро, не би рекол дека бил секогаш проблем, меѓутоа квалитетот на мразот е она кој што осцилира низ годините наназад. Оваа година се потрудивме тоа навистина да биде еден мраз и едни услови кои што нема да осцилираат, односно дека оваа форма која што сега ја гледате, односно која што навистина е од полза на луѓето кои што го користат, дека ќе не служи низ целата сезона, бидејќи изминатата година пред да го работиме овој естетски дел, навистина работаме на она што се случува долу под мразот, односно на инфраструктура, така што токму и поради тоа оваа година имаме перфектни услови, така што сметам дека оваа година нема да се соочиме со никаков проблем. Отворено за сите љубители на лизгањето и за професионалците се разбира, да ги споменеме термините и кои денови е отворено. Верувам дека за време на викендот ќе биде најпосетено. Лизгалиштето работи секој ден од 10 часот наутро до 22 часот навечер. Посетители имаме буквално би рекол од 10 часот наутро па до затворањето. Обично откако дечињата ќе завршат со училишните обврски, тогаш се селат тука би рекол на лизгалиштето. Така што никогаш не е празно, еве сега можеби така бидејќи се уште не сме започнати со работа, меѓутоа за час и половина веќе ќе имаме посетители тука, така што би рекол дека оваа година навистина очекувам да биде една успешна година. Да, очекуваме ние се разбира и сите љубители на лизгањето. Сакам да го споменеме и зимскиот фестивал кој што наскоро ќе се случи тука во спортскиот центар Борис Трајковски од 24 декември. Од 24 декември до 28 декември тука на платото токму зад лизгалиштето ќе имаме зимски фестивал кој што ќе опфати програма би рекол како за дечињата од помлада возраст, така и за повозрастните луѓе. Ќе имаме новогодишни куќички, новогодишен базар, луѓето ќе можат да уживаат во прекрасна храна и во прекрасно вино, така што сметам дека тие 4-5 денови пред Борис Трајковски навистина убаво ќе се поминеме. Ова за прв пат се случува тука во Борис Трајковски? За зимскиот фестивал? Можеби не е за прв пат, меѓутоа долги години не било организирано и она што за мене беше барем еден императив беше да го заживееме овој дел на градот, односно барем еве новогодишните денови да ги разубавиме. Сакам да споменеме и соработката која што, односно меморандумот кој што го подпишавте за соработка со училиштето Димитар Влахов. Дечињата со уштетен вид ќе можат да ги користат вашите услуги бесплатно, што е навистина за поздрав. Да, токму така по повод 3 декември, денот на дечињата, односно лицата со попреченост, со училиштето Димитар Влахов од Скопје, кое што е специјализирано за рехабилитација и едукација на тие лица, подпишавме меморандум за соработка кој ќе овозможи дечињата кои што се членови во тоа училиште да доаѓаат во спортскиот центар Борис Трајковски да ги користат нашите услуги, што навистина се надевам дека ќе им влие како од подигнување на нивната расположение и желба, така и на нивното физичко здравје. Така што ето од моја страна навистина да имаат пружена рака и се надевам дека тоа ќе продолжи во иднина. Благодарам многу на одвоеното време, секако ќе ве посетиме за зимскиот фестивал и уште еднаш да ја пренесеме убавата атмосфера од тука. Благодарам на вас на поканата.